Во Прилеп нема епидемија на лајшманиоза. Вака денеска смируваа надлежните органи кои одржаа координативен состанок во општина Прилеп. Откако на социјалните мрежи граѓаните обвинија за појава на голем број заразени кучиња од оваа болест. Но сепак беше констатирано дека треба да се превземат итни мерки за усмртување на заболените животни. Договорено и на средбата, превенирана една ситуација од кинолошкото друштво дека добро би било заболените кучиња да се еутаназираат, иако станува збор за крајно непопуларна мерка, значи со цел да се спречи да биде натаму преносител на ова заболување. Болеста од куче на човек се пренесува преку инсект сличен на комарец. Станува збор за премногу тешка болест, чии симптоми може да се манифестираат дури неколку недели или месеци после каснувањето. Токму поради тоа и често се случува луѓето да не знаат дека се заболени. Дури подоцна, по неколку недели или неколку месеци, кога се јават карактеристични знаци како анемија, односно слабокрвност, панцитопенија, паѓање на бројот на сите крвни елементи, понатаму зголемување на црниот дроб, на слезинката, значи запајчање на внатрешните органи, тоа е системско заболување, тогаш се помислува на лајшманиоза. Од Центарот за јавно здравје истакнаа дека деновиве ќе започнат со воздушна дезинсекција, како една од мерките за спречување на ширење на болеста. Од опозиционата ВМРО ДПМНЕ обвинија дека надлежните не превземаат ништо за оваа сериозна состојба. Загрижува фактот што АХВ не превзема никакви законски мерки во правец на сузбивање и превенција на оваа болест, иако е тоа во нејзина надлежност. Инаку во Прилеп за прв пат лајшманиозата кај човек е регистрирана во 2007 година. Досега биле заболени 19 лица, од кои 3 починале.